Здраво, повторно се враќаме во нашето студио. Јас се извинувам што ги смешав часовите претходно, но толку многу ми се учеше што заборавив дека имаме голем одмор. Но се враќаме сега на следниот час за трето одделение по математика. Така, тука е наставничката. Здраво, наставничке. Здраво. Може вака се поздравиме? Може и вака. Така. Ајде, јас сакам така. Како сте? Добри, вие како сте? Одлично, спремни да Одлични. учиме математика? Така се. Пред да почнеме да учиме математика, наставничката пред малку што работеше со вас по природни науки, ми ги остави, или работевте за растенија. Ми остави тука неколку зрна гравче и ми рече заедно вие двајца да ги поделите подеднакво, да ги извртите, а потоа да ги насадите. Ке може ли да ги, прво ќе си ги изброите и да си ги поделите зрната гравче подеднакво двајцата. Може. Ајде. Да ги поделиме. Еве ги. Така. Ги имаме сите така. Сите се. Така. Одлично, Цвајнштейн. Да, еве доаѓам. Значи, делиме едно за мене, Едно за мене, едно за мене, па пак за мене, пак за мене, пак за мене. уште едно, 4 имам. 5 имам сега. сега имам 6, Јас имам сега 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. имаме едно плюс. Имам. Како да го поделиме? Не Не треба може така. така да го поделиме. Дали можеме да го поделиме тоа што ни остане и да си земете по половинка двајцата? Може. Можеме? Можеме ли? Па можеме, сега и веќе пробаме, но ова е гравче, не знам колку се... Не можеме ова да го скршиме, ама може да се замислиме дека може да го поделиме. Да се Да, спланираме. меѓутоа, како реков, да се поделат гравчињата подеднакво на двајцата. Ако скршиме, нема да биде подеднакво. Значи, делиме по цело. Така? Добро, како би Како било тоа сега? е? Значи, ова што ни остана, што треба да значи? Што е ова? Остаток. Да. Остаток. Што значува остатокот? Нешто Нешто што што не може да се подели. Така. Така. Колку вкупно гравчиња имавме? мислам дека имаме по 9. да. Јас имам 9, Исто ти имаш јас имам 9 9. и едно имаме плюс. Да. Едно е вишок, едно е остаток. Едно Да. е остаток. Значи, тој остаток е бројот што не може да се подели. Денеска ќе работиме математика, делење со остаток. Интересно. Како фино? Така. Што значи остаток? Да повториме тоа што го кажавме. Остаток е бројот што ќе ни остане при делењето, а истиот тој број нема да може да се подели. Значи кажавме, ако гравчето го поделевме, го скршевме на пола, немаше да имаме подеднакво исти, значи делиме цели, ќе имавме пола. Да речевме дека треба да ги поделиме сите овие цели гравчиња на половинки, тогаш ќе можевме да го поделиме и ова на половинка и немаше да имаме проблем и немаше да имаме остаток. Сега имаме следна задача. 9 да го поделиме на 2. Сега, што ни интересира нас? Колку ќе изнесува количникот на овие два броја? Прво да се подсетиме. Кој од вас знае како се вика бројот 9 при делење? Да, број 9 при делење се вика деленик. Ја го Деленик прочитав тоа, си прочита, така. Не беше дека го знае. Добро, меѓутоа се подсетивме и да се прочита, значи се подсетивме. Така. Бројот 2 се вика делител Делител. и бројот кој што го бараме се вика количник. Истата задача сега ќе ја поставиме текстуално, за да ни биде и малку појасна. Мајка ми има 9 бонбони. Таа ни ги дели тие 9 бонбони на мене и на сестра ми. По колку подеднакво ќе добие секоја од нас? Што мислите? Па секој ќе добие по 4, ама ќе ни остане една вишок. Значи, тој вишок како го викавме? Остаток. Остаток. Значи, не можеме јас и сестра ми да ја поделиме таа бонбона.
Еве го тоа. 9 делено на 2 еднакво на 4 и имаме остаток 1. Тоа значи дека секоја од нас ќе добие по 4 бомбуни и една бомбуна останува. Таа што не може да се подели. Тоа што ни останува се вика остаток. Во овој случај остатокот ни е Еден. 1. За да може да го увежбаме делењето со остаток, имаме уште една текстуална задача, која што гласи вака. Во еден автомобил можат да се возат 4 лица, значи само 4 лица. Добро. Има 14 лица. За колку од нив нема да има автомобил? Во оваа задача што бараме? Остатокот. Така, значи го бараме остатокот. Да. Остатокот го бараме. Токму така. Затоа што прашањето е за колку лица нема да има автомобил. Тие што остануваат ни се остаток. Задачата ќе поставиме на тој начин што 14 лица ќе го поделиме на вкупниот број на лица кои што може да се возат во автомобил. Тоа е 14 делено со 4 еднакво на количник 3 и остаток 2. Во одговорот секоја текстуална задача треба да има одговор, треба да биде за 2 лица ќе нема автомобил или 2 лица ќе останат што нема да може да се качат во автомобилот. Како можеме да направиме проверка кога имаме во некоја задача, во делење со остаток, задача со остаток, да направиме проверка за да видиме дали точно сме го решила, дали е точно решението на поставената задача. Кажавме дека 3 што ни е во задачата? Количник. Количник. Количникот ќе го помножиме со Делителот. делителот и ќе добиеме број 12. На бројот 12, производ 12, на производот од 12 ќе го додадеме остатокот 2 и го добиваме вкупниот број на лица, бројот 14. Така. Тоа значи дека задачата ни е и Точно. точно поставена и точно решена. Појаснување повторно, количникот се множи со делителот, а потоа се додава на тој број остатокот. Сега имам една задачка за вас двајца. Аха, ајде, јас сум спремна. Имам 10 гуми за трактор. Добро, да дојдам од тука само да гледам. Секој трактор има по 4 гуми. За колку трактори имам гуми? Меѓутоа, внимавајте, треба и проверка да се направи на истата задача. Значи, има 10 гуми Така. трактор, секој трактор има по 4 гуми. Така. Значи, треба да се... Ке може да ја се решиш? Ајде да пробаме. Ајде. Значи, како рековме? 10 гуми за трактор, секој трактор има по 4 гуми. Имаме 10 гуми, Треба се тоа 10. би било. 10. Значи 10, опа, ќе 10 поделено Со 4. со Така. 4 е еднакво на. Значи, мислам, За да не е тешко, можеш и со гравчињата. Значи 10 гравчиња во 4 групи да се така. ставаат. Значи, ќе имаме 2 и остаток 2. А тоа ќе го провериме. 2. И како Запишуваме остатокот? остаток. Тука. Аха, остаток. Остаток. Добро. Добро, 2. остаток 2. Ајде. Како ќе направиме проверка? Значи 2 по 4 е Ќе запишеш, запиши, така. Све со запишување секој чекор. 2 по 4 е еднакво на 8. 8. Потоа што требаше да направиме? Треба да го додадеме остатокот во и Каде? да го додадеме тука остатокот, На ама да го направиме во посебно, така. така. Значи 8 плюс 2 е еднакво
на 10. Браво, Свајнштајн, ја реши точно задачата, нели Насанчка? Точно. Ајде да видиме, да повториме уште еднашка. При делењето, овој број како ни се викаше? Деленик, 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 потоа следува делител, количник количник и остаток. И во овој случај имаме остаток, меѓутоа има и броеви кои што немаат остаток и се деливи со цел број. Да се вратиме назад на презентацијата? Па може и да се вратиме, но и не мора. Значи, ова беше задачката која што требаше вие да ја решите, за да на крај можеме да направиме утврдување на тоа што денеска го работевме. За оние ученици, значи нели не можеме сите ученици да рачунаме и да делиме на памет. Може дома сите имаме графчиња, имаме Сламки. стапчиња, сламки, така. Можеме и на тој начин да си играме делење на броеви со остаток. Значи да се послужиме со дома работите што ги имаме, ако случајно не ни оди на памет да пресметуваме. Затоа што не сите можеме така да пресметаме на памет, меѓутоа можеме и поголеми броеви да ги пресметаме доколку се послужиме со некои манипулативи. Дали ви беше интересно? Беше, Интересно, беше да. интересно, да. Многу интересно. Така. Дали Дали може имаме би некоја домашна некоја домашна задача? задачка? Домашна дали може да задача имаме? кажав, значи тоа е. може дечињата дома сами колку што сакаат, значи да си земат манипулативи и да си ги делат броевите, можат во множества да си ги формираат и да видат кој број ќе им остане како остаток. Ви благодарам наставничке многу. Ние одиме со еден краток джингл, па потоа се враќаме на следниот час. Следниот час е по македонски јазик за македонски четврто јазик. делење, така? Така. Добро, се враќаме за брзо.